Цивил медија. Добар ден на сите. Речи си 20 години сум дел од Цивил Центарот за слобода. Тоа што мене ме привлече да бидам дел од оваа организација и кога сум формално дел од неја и кога не сум формално дел од неја е токму поривот кој што го препознав да се продолжи, да се работи, да се дејствува, да се зборува, да се прават активности, проекти, фестивали, концерти, едукативни зафати во функција на унапредување на човековите права. Тука неколку говорници кажаа дека можеби да, денес ситуацијата е малку подобра од она што го чувствувавме сите до пред 2 години, или нешто повеќе или помалку, но мислам дека тоа не можеме да кажеме дека сме мрднале дури ни 1 милиметар напред. Ние сега едноставно добивме во овие 2 години шанса малку по-суштински и по-реално да се бавиме со оваа проблематика, со човековите права. А дека сме мрднале, не сме мрднале, за жал имаме многу области на кои што треба да работиме. Прво и основно, ние концептот на образование за човекови права во нашата држава е прилично тесен и формален. Човековите права не се лекциите, 2-3 лекции кои што ќе ги научат децата во основното или средното образование во текот на годината, формално. Човековите права значат повеќе и практицирање и вткајување на овој концепт во секој или секој образовен зафат во образовниот систем. Ние, за жал, воопшто не сме во таа ситуација, дури сме во ситуација да ги поправаме работите кои што се, за жал, уништени и девастирани во претходните години. Символички само, кога знаеме дека во учебниците, каде што се третираат концептите на човековите права, државата е некој кој што дава и зима права, граѓанинот треба да биде послушниот, нели субјект кој што, а не суверенот во приказната на демократијата. Ние всушност треба да работиме на концепт каде што човековите права нема да се доживуваат како нешто што е награда за некакво однесување, туку како нешто што иманентно му припаѓа на секое човечко суштество што живее во нашата земја. Образованието е голем проблем. Културата на неказнивост е исто така голем проблем. Ние имавме и култура каде што државата еманира дискриминација самата и не ги казнува дискриминаторските практики на институциите. Погледнете ги само извештаите на Комисијата за заштита и спречување на дискриминација и ќе видите дека малку реагирала државата на кршењето на човековите, или речи си воопшто и да не реагирала. Значи, треба да создадеме реални и функционални механизми кои што ќе ги штитат човековите права на секој граѓанин и државата конечно да стане тој што таа што ја испраќа пораката дека заштитата на човековите права е иманентна и дека прекршувањето на човековите права е нешто што не може и не смее да се толерира. Во однос на тоа каде треба да се движиме во иднина, има многу општествени групи во Македонија кои што не ги достигнуваат ни основните човекови права. Зборуваше Дехран за тоа, зборуваме за лицата со попреченост, зборуваме за разни етнички, религиозни и било каков друг тип на општествени групи, каде што нивната општествена положба, географска положба, традицијата, културата на дискриминација на државата создаваат контекст во кој што тие едноставно и да почнат и да рече еве државата дека еве ние стартуваме и со антидискриминаторски практики еднакво за сите, едноставно веќе немаат старт на појдовна основа во ова општество. Тоа најдобро веројатно сите сте ја виделе онаа карикатура каде што 3 дечиња позади ограда гледаат фудбалски натпревар. И сега сите кајчени на по една гајба. Еднаквост формална значи дека на сите ќе им дадеме гајба од 50 сантиметри висока, но ако едното дете е малечко, 3-4 годишно, другото е повозрасно, третото повозрасно, тој што е највисокиот ќе може да ја гледа утакмицата.
Втората слика од таа карикатура е каде што на најмалото дете по раст му се дава најголемата гајба, на тоа што е посредна, што е концептот? Концептот е дека на некои општествени групи во нашето општество, поради долгогодишната дискриминација, неадресирање на нивните потреби, ние треба да им дадеме повеќе. Целото општество треба да биде свесно, да стане свесно дека тие луѓе не само што заслужуваат повеќе затоа што долго време никој не се сетил на нив, туку ако сакаме да изградиме општество без антагонизми или да ги намалиме колку што можеме, мораме тие кои што се најмногу депривилегирани сега да ги потикнеме и да им овозможиме повеќе услови. Тука ќе се судриме со оној концепт на давање и зимање права. Треба да изградиме општествена одговорност каде што на луѓето ќе им биде јасно дека мора да се помагаат меѓу себе, да изградиме општествена солидарност која ни е девастирана, ако сакаме да стигнеме некакво ниво на еднаквост во општеството. Да ги помогнеме повеќе оние што се депривилегирани и да создаваме што е можно повеќе вакви заеднички точки, каде што сите ние различни по многу основи, ќе создаваме нови заеднички наративи кои што ќе ни помогнат на крајот на денот да одиме напред секој ден со крупни чекори во оваа голема битка. Инаку многу ми е драго што тука сите акцептираме, прифаќаме дека не можеме и не смееме никогаш да повлечеме една црта и да речеме ги достигнавме човековите права. Никогаш нема да ги достигнеме и верувам дека меѓу овие луѓе ќе ги имаме гласниците на овој концепт дека човековите права постојано се унапредуваат и постојано човекот од своето општество на кое што му придонесува треба и да добие нешто за да се чувствува комотен, да создава и да придонесува за напредокот на сите. Ви благодарам многу. Цивил медија